Јас сум Јосе Николов, фудбалер на ФК Борец од 17 години до 37 години. Почнав на 15 години во Младинци, марката професор по физичко што е. Он не собра околу 30 деца. Прв пат Младинци имаше тога, иначе у фудбалот немаше Младинци. И од тие 30 деца 2 години трениравме, кои се откажаа, кои не можеа да издржат, кои не беа способни за фудбал. Останавме уште 7-8 младинци, после тие 2 години не префрлија во првата екипа како да потполнуваме на тренинг, на 2 гола кога играме. И така, полека успеавме да дојдеме до првата екипа. Прв пат ме ставија резерва, у Тетово бев, имаше еден србин тренер Радојца Радојчиć и ми вика второ полувреме: "Мали, ајде загревај се." И ја се загревам, второ полувреме ме стави, од тога и кога ме стави и не ме извади никој више од екипата. 20 години ни резерва бев, па ни шо да кажам, средишен играч, број 10. Јас сум од населба, тука од Нова населба. Сите мислеа дека сум егејче, и обично поише таму беа населбата од егејчиња. Не бе, викам, јас сум велешанец. На мало играв, не, се двоев од сите. Имаше постари некој што ме гледа, што играм со постари ме зима и со нив да играм. И така полека имаше некој турнири мал фудбал тука позади стативава. Се организиравме ние таму другарчиња, ја, Чуринов, Лазе, Лутков, Бог да опрости, починат, Орде Кардаков, Баже Попов, сите стараа фудбалерчиња, сите ми прифанаа, и тие постарите, помлади немаше уствари, ја бев најмлад, ме прифанаа оти има корис, ако играм ја, играше и екипата. Моето презиме, ја, како ми бараат, кога станав на 17 години, не регистрираат. До тога и не те регистрираат. И донесов тоа документот и Ацо од бирото секретар ни беше, крштеничето го донесов и видел таму Јосиф Николов Далев. И кога он ме регистрирал како Николов. Правилно сум Далев. Не ми сметаше тоа Николов дека сум, и така останав само у фудбалот Николов. Иначе у сите документи сум со лична карта, со се Далев. Чуринов, Лазе, Трајче Ковачев, тие се моја генерација, и Зебец Ковачев, да речем, он многу не се задржа тука у Овче поле, во Пелистер, па отиде у Ниш. А ја и Чуринов бев нестандардни тука. Имаше и постари од мене, како Ѓоше Тодоров, Манасков, Васил Донев, голманот, Фаик Маслак од Оризари беше добар фудбалер, бек играше и тој. Шопов Димче, халф играше, Димац, кој вика. Шопов Живко од Башно село, и тој халф играше. Така тие беа постари од мене и од Чуринов. Кога се менјаше генерацијата, Борец испадна, после 2 години испадна од лига, и вие стариве што се напуштија, кој у Чиро Чучук, кој у Металец. Останавме ние по младите, игравме квалификации со Рудар Пробиштив, таму 1-0 изгубивме, овде 6-1 ги тепавне, и од тога и кога влеговне, се подмлади екипата, дојде Велковски Љубе, Јованов Зоран, Бог да го прости, го нема више, после Шескокалов, Димов Чире, Демирџиев, Тоше, Настов Јованче, тие се сите у одбрана. Како голмани имаше, уште се задржа Васил Донев, после него дојдоа од страна голмани, од Кочани Балтазаров, од Битола Дуковски. Се менјаа тие, 1 година не си одеа. После наследија други голмани, помлади, како што е Паунов, Бог да го прости, и други. А у нападот беа постари, ја бев најмлад. Десно крило играше Коце Питиć, десна полутка Саздов, Петре Джигерот, Аце Теов, Андонов Доне, ја лева полутка и лево крило Димче Белото, на Маријанче Нацев татко им. Тие беа
стандартни. После тия се смени таа генерација, дојде друга генерација, како што е Ранготов Петре, Петров Благој, Шопов Гроздан, таму Нацев Тоше отпосле се сменија доста генерации. И најпосле завршив со четвртата генерација како Даце, Иле, Боров, Марковски, браќата Штевиеви. Таа последна генерација беше со мене. Ме вика мајсторе, Вујче, така. Ептен беа помлади, по 15 години од мене помлади. Татко ми работник беше у Чиро Чучук. Многу пати, што таму годиш, џабе, ај, одевне многу пати у Чиро Чучук, мој постариот брат камион возеш. Се собиравне, товаравне цигли, за да земеме некој динар фазла. Оти со една плата работничка не се обстануе. И така, и тоа го работевне, и кога стариот почина, братов се ожени, се дели, отиде по Чирија, останав ја директ на куќата со мајка ми. И така, едниот брат отиде у Скопје као механичар да учи, Орце помал беше, Орце Далев, вежбач беше републички првак и кандидат за репрезентација на Југославија. Он беше вежбач и сестрата беше најмала. Арно, ама помали беа, ја колку можев помагав, сестрава ја омаживне, што се вика, заврши средна, ја омаживне. Орце се запосли у Чиро Чучук, братов Панче као механичар која заврши у Брако, и малце полесно беше тога, и полека обстанав, не? После ја се оженив на 30 години. Тога фудбалски идоли ми беа Шекуларац, Ковачевиќ од Партизан, Динамовци, отигравме тука и со Динамовци. Играме тука, пријателска утакмица и пенал за нас. Они водат 2-1. И Јануш брани, ја му го пуцав. Иначе ги пуцав пеналите ја. И му викам, по шо се кладиме? По виски, важи, вика. Му го давам голот, 2-2. И у господја у кафаната ме частеше виски. После игравме и мал фудбал, малце у салата една утакмица со нив. Убај успомени, убај. Во тие времења немаше многу игра, како што ви кажам, после тоа, оти вие постарите малце играа под диво, се играше на остро поиш, на снага. Техника многу немаше и теренот не беше како сега што е рамен. Теренот беше малце и трева, и земја, и така. Ама имаше публика важно стално, имаше по 3-4 илјади навијачи. Велес беше рекордер по гледање на утакмицата. Постепено, полека се сменија генерации, станавне стандардна екипа, јака екипа, дојдоа тренери како Петар Шулинчевски, кога дојде, бевне најјака екипа, тога можам да кажам, али не спремаше, физички многу бевне спремни. Уторник да те страда дојдеш на тренинг, ама ако го издржиш уторник тренингот, рачунај, утакмицата ти е многу полесна. Настрана кој ќе играме, тренерот малце Шулинчевски беше добар, ама трема имаше обично пред утакмица. А ја ќе осетам у играта кој ќе почне утакмица и поред аут линијата ако нешто има прекин и ќе му речам мајсторе, ќе ги тепаме овие. Како бе, Јосе? Му викам ќе ги тепаме, осеќам дека паѓаат више кондиционо. И обично 80 10 минути до 90 гол ќе дадеме настрана. И многу пати тоа ми успеваше. Ние бевне трето место со трето бевне Пелистер и кој беше уште една екипа беше работнички изглед. Се боревме за прво место. Ќе играме овдека со Пелистер. Ако го тепаме, ќе избиеме на прво место. Во саботата ме викаат мене како капитен, го викаат и Шулинчевски од Скопје, уопштина не викаат таму. Ова не го знаат колегите мои. Може го знаат некој, сум го кажал, ама го заборавиле. Не викаат уопштина, беше Чулумов председател на градот. А Анđел Теофни беше председател на клубот. И не викаат уопштина таму, седнуеме и тој Чулумов вика, слушајте, другари, имаме ракомет прва лига, кошарка прва лига, одбојка прва лига, борење прва лига, вика. Борец ако влезе у втора лига, ќе немаме финансии да обстанеме. Го чувне тоа, Шулинчевски го чу тоа разочаран, полека се испадна од
tamo od Salata što беше u opština, i ja po него, majstore, викам, шо правиме? Това е човека, вика Јосе, шо кажа, дека нема финансии за да влеземе понагоре. И така останавме у таа Републичка лига. Таа сезона довршивме 4-то место. Пелистер стана првак. Тоа првенство со работнички игравме у Скопје. Мислам дека 8 или 12 илјади гледачи имаше на стадионот у Скопје. Са бајлето од 10 саатов. Тренер на работнички беше Дончевски, а нас не беше Шулинчевски. Ги трепавне 2-0. Головите на Ковачев проигруеме. Ја и он средина игравне, они прават опсајди, ја држам топката со скриена навера, му ја пуштам, испаѓа сам, преку гол и ги тепавне 2-0. Таа година задржавне негде 4-то место изгледа, после тоа дојде Зоран Мишич, пабевне јаки, ама полека овие што беа стандардни како Велковски, Ранготов, отидоа кој у Богданци, кој у Прилепска Победа, така си да сменат малци. Помлади имаше, поиграа, ама не беше тоа што беше со Шулинчевски и со Зоран Мишич. И така, полека, ја останав па најстар тука, Зебец Ковачев се откажа. Со тие играчи што бевне, ќе се носевне во втората лига, може еден, двајца, например, голман да земеме, или центрхалф, али и со тие играчи, и со тој тренер, мислам дека ќе се носевне во втората лига. Како може да не ми е криво да играш толку време, да дојдеш така спремни, уиграни, со оваа генерација што ви реков, Велковски, Јовановски, Ранготов, Ковачев, Кире Димов, Демирџиев Тоше, Настов Јованче, Нацев Тоше, Петров Благој, Шопов Гроздан, па сите беа, што да кажам, паметни деца, вредни на тренинг, никој не изостанал од тренинг. Сите редовни беа и на тренинзи и на утакмици. Ама тоа е тоа, политиката го направи тоа и полека ви реков, се смени наеднаш генерација, дојдоа Иле Боров, Даце, Леон Ходовски, браќата Штериеви, ама готово ние, таа генерација славна што се вика, вредна, полека, кој ваму, кој таму, и екипата играше, ама не е тоа што беше. Поиграв уште една година, две, и кога више на крајот Иван Дечев дојде тренер, издаја го наговорија, гледа на Јосе, речи му, доста ти е Јосе, имаме млада екипа и така, полека се откажав од играњето, отидов у Богданци 6 месеца. Вардарски беше на последно место. Ранготов таму беше и отидовме заедно ја кај него. Он беше више таму. 4 утакмици им ги одлучив ја и останаа у лига од последно место, се качија на средината. Тадори тие, тој председателот Шимов што беше директор на Млас, вика, кај беше Николов, ти бе порано да дојдеш кај нас, бе, вика. И така завршив, што се вика, имам успомени и таму. Кога дидам ме поштуват. Имаше другарство, ептен другарство имаше. Ретко некој, ако се двои. Ако не си таков, па колегите ќе те полека ќе те одвојат. Кога одевне на припреми, имаше картаджи, обавезно 3-4. Ја не бев по таа работа, ја бев да испадам надвор од карантинот, дидам да прошетам. Има некој колега што сака, како мене што не сака карти да играе, не пушат цигари. Тие таму што играа карти и цигари пушеа, и карти играа. Ја така наоѓав слобода некоја, у ресторанот ќе си поседам, сокче ќе се напијам, па чекаме ручок, па чекаме вечера. Така миневне, припремите беа малце потешки. Пишијата, да речам, Нацев Никола, најдолго се задржа кај нас као доктор и ме поштуеше многу и му вика тренинг, играме у Демир Хисар на стадионот и онда подполнуе 11 на 11 да бидеме и му вика на Шулинчевски, мајсторе, може ли ја Јосета денеска да го држам? И Шулинчевски го гледа вака, вика, може, нема проблем. А Шулинчевски ни ја суди утакмицата, меѓу себе играме тренинг. Коле докторов до мене иде, ја трчам без веза на кај таа статива. Он по мене. Ја од таден па назад спринт. Он спринта па натакај и знаеш што ми вика, абе Јосе, тешко било тебе да те чува човек. Му викам, докторе, абе не трчи, што трчаш, топка уопште не е кај мене. Добар човек беше, добар. Стално се дружевне. У Кичево имаме играно
na sneg. Kako vrne sneg i doš na tebe zavrznuje. I koga baže Petrov kao pomlad, mi vika, beđo se, mnogo mi studi. Mu vikam, trčaj, pojiš i da ne ti studi. 90 minuti mora da izdržiš. Završi utakmicata, odemo u soblekuvalna, ne možeš da se soblečeš. Tako kao što si pod tuš, malce da se zagreješ, pa da možeš da gi soblečeš kopačkite, dresot i tak. Imalo i neubavi anegdoti. Koga odefne, na primjer, čideš u Strumica, uše će te prečekat, so psujenje, so vređanje, u Kočani ako ideš, isto tako, u Kavadarci igram jednu utakmicu za Grozdoberov. A znaš koga je Grozdoberov u Kavadarci? Vaka je. Sve je pijano, navijači, sve je pun stadionot. A nasni beše trener Naćo Totovski, on je od Kavadarci, ama dojde kaj nas tuka. I počinje utakmica, će pucat korna i ja se lepam do jedan igrač Nivni što skoka, malce poiše so zalet, da ne mu dam zalet da zeme da ribne. Arno, ama go zgaziv, ne sakajči, ko zdobole me butna vaka i ja pad na fasudijeta tuka veše, crven karton. Lele koja zdive narod, lele publika, igrači, će me jadac, što da ti kažem, go izvrka, to je što go izvrka, primam topka po trojica na mene, koji najove su kopačkite, koji vamu i najposle trenerot vika Jose, dosta je, mi treba za naredniti utakmici, ćete povredat, ćete nemam. I takav izvadi posle tije raboti. U Struga odime nije 4. mjesto. Struga se bori za opstanok. A pokazna beja sudijata Đoko Simonovski, Srezo Trpkovski, što i kazni jedno vreme u prva liga za bundi nekoj i Goce Popov od Velec. Deka zele bundi pa gi suspendira po 1 godina 2. Arno ama gi oslobodija posle godina 2 i znaje deka utakmica će biti teška u Struga, gi stavije naročito Srezo Trpkovski i Đoko Simonovski sudi da ni bida tamo. Počinje utakmica, bije Struga, ne može gol da ni dadat. Počinje utakmica, 1-0 vodime, 2-0 im vodime prvo poluvreme. Storo počinja, mava, tepa, to je jedno centarfor, ja svrten ovaka so grb zad mene, so tupanica ovdeka, malce gi raširih nozite da ne padnem nekoj knockdown malce u grogi bev, ama ti spreman fizički, izdržav, ne padnav i proloživ da igram, ajde pritisok na sudijite, 2-1, 2-2 i najposle Sose golman, Sose topka u natre flegova, 3-3 ispadne utakmica, završi utakmicata, publikata fleze u stadionot. Kaj da begaš? Kaj će, ako begaš na stranu, će te frlat u jezeroto. Poarno tu kako te tepad, neka te tepad. Poleka nekako doprav do toa soblekuvalnata so golman od Vasil Donev, a naš je otidoa više u soblekuvalnata, flegovne natre, koji ovka doktorov pišijata, kogo prevrzuje, kogo gumota tamo i vika, koga tropa na vratata nekoj, koje otvorite komandirot na policija. Ne stradamo, otvori mi i nego da je ne lažat. Najposlije mu otvoriv ne fleze, vika, dečki izvinite, ovako nešto ne očekujev ne. Čekajte, čeka me pojačanje od Ohrid, da dojde policija, pa taka će isprati me do autobusom. Čekam uše pol sat, so seko igrač, po 2 milicajci do autobusa, od Struga do Kosel selo to, posle Ohrića je do tamo nisprati policije i taka si dojdovne. Arno imavne večera vo Kažani, Mažani tamo kaj beše. Ne možem da jadam kako olabavuje vilicata izladuje. I taka ne jadev, cela nedava ne jadev. Ama bev mlad, bev svega ako mudra taka, može nema da stanam. Poleka se oporavi pa počnem da igram. Koga odev po ulica, mnogo pati nekoj ko će me pominat, će se svrtat. Sam primetio, evo je Jose Nikolov. Saka da doje so mene da razgovara malce, saka da me fane zaraka, reče, na teren si mnogo jak, vika, da ne možat ni da te kutnat, ni ništo, od imav takva, se gradev mnogo solakti. To mi беше glavno, za da izbegnem od povredi. I mnogo luđe saka da se sretnat so mene, da razgovara, taka. I me poštuje jasite, što da rečem. Neko pat ako si izgubi neka utakmica, ne čini mnogo glaven da si. Eto, ja prodadov te utakmici, imaše nekoj navijači takvi što ide, tuka da se izduva samo, psujat, vređat. Ja prodadao utakmicata, koji će biti glaven, se znaje. To je što je najstar, najdobriji od kapitenot.
После trening obično se druževne, jaz, Velkovski, Nastov Jovanče, Rangotov, Jovanov Zoran, mi stana i kum, sinot Marijan, on vojska беше, отаден даде две именја, го прифанавне Маријан. Или кај Парма го идеме, или на 6 страт голе у Интернационал. Обично после тренинг стално се, или кај Зоцот што се вика тука, која имаше кафана. Обавезно седмуевне, ама кој ќе дое петок, сабота, алкохол не. Не претеруевни и обично, ама важно петок, сабота никако. На крајот сите неславно завршуваме. Кога треба најдобро да завршиш, тога ти викаат стар си, вишак си, боа тоа и ќе се помири со сето тоа. Треба да бидам задоволен, пошто како почнав од сиромаштија, дојдов до средна категорија и така средна категорија тука да кажам. Сум задоволен, жената работи, ја работам, децата работат и сум задоволен уопшто од животот. Како прво куќа да направам, кај што седам сега. Таму беше населба Чиро Чучук, фабриката тука сега. Позади лепотицата одма. Ако знаете, кај беше Нико кафаната. Канцеларии беа на Чиро Чучук, стариот мој почина, он у Чиро Чучук работеше и две соби имавне само, а бевне 4 браќа и една сестра и мајка ми. И кога ќе играме овдека со тиквеш, а ја документиве се спремни за куќа да правам. Мајка ми ќе иде у општина, мај ќе дојде утре, оти местово атрактивно беше за вие големциве да речам. Газдиве што се, велешаниве, директори што некој. Си кажат, воа дете, сираче, ќе го пратиме во Камено брдо нека прави куќа. И на работа, у Маслодајна работев, еден мајстор, Јосе, шо правиме недела со тиквеш играме. Му ика, бабе мајсторе, вака и вака имам проблеми дома, се имам документи направено за куќа, никако да ни дозвола да правам. И знаеш што ме вика човеков? Од селот човеков. Абе ти сега ако не искористиш, вика бе, половина народ иде за тебе на игралиште бе. И вака малце размислив, викам, хај мајка. И петок беше, идам овде на тренинг, тука у Баракиве се соблекуевне. И на мајсторот Начо Тотовски, викам, мајсторе, ја не тренирам денеска, нешто имам домашни проблеми. Шо имаш бе, Јосе? Вака и вака. Како бе, Јосе, баш? Вака е, мајсторе. И седам на клупата пред соблекувалната, колеги ви испаднаа да си тренираат. Анđел Теов, председател на клубот, директор на СОК и подпредседател на градот. И иде, оди право у теренот кај тренерот, му вика, шо Јосе не тренира? Преседниче, не знам, имал некои проблеми домашни. Иде на клупата таму пред соблекувалната. Јосе, шо е работа, а ти шо не тренираш? Преседниче, вака и вака му викам. Се документи никако да ми дозволат да правам куќа. Слушај рече, да се соблечеш и понеделник кај ме уопштина на работа да дојдеш. Се соблеков, игравне у неделата, тиквеш го тепавне 2-0, го дадов ја едниот гол, едниот Чуринов и са мајлето одам у општина, звонам на звончето таму, испаѓа секретарката, кажи дечко ми вика, ја околу 25 години бев тука. Кажи дечко, викам до Анđел Тео сум, викам председателот. Вика дечко, он не прима денеска у понеделник, само у среда на закажано. Викам кажи му Јосе Николов, вака ме гледа со мајица, со фармерчиња. Сика, кој е ова детиште сега? Ќе му кажам, вика, ама го знам одговорот. Она го знае, што другите ги одбива вој. Оди кажи му. Кога е ова, иде одма, вика, оди рече дечко. Одам ме седнуе на тоа кожените фотели, вака. И вика на секретарката, вика, послужи го Јосета што ќе се напии, оди од урбанизам да ми ги донесе сите четворица. Седам, ја пием сокче, како идат од урбанизам, ги реди вака, починови, како се. И вика, го знаете ли вие, вика, Јосета? Ами, они знаја више колку е саатот. Бе, Јосе Николов, а шо е работа, шо не му дозволувате да гради, не знаат да му одговорат. Документи е комплет направени. За 5 минути им вика, додите да му околчите. Еден по еден као војници, вака, налево круг заминаа, ја доека сокчето го испив, од општина до дома доека дојдов 15-20 минути и мајка ми вика, синко, дојдоа двајца мереа и ми викаат, мајче од утре можете да почнете. И така, она виде колку толку
će donesam i plata i nekoj dinar, pa će stavime jednaš vrata, jednaš džam i taka beše zadovoljna, presretna beše, ama za žal i ona vidot posle toga go izgubi, ama se držeše, dočeka i vnuci i sve. Eto od Borac, hvala mu na Anđel Teof na klubot, što dozvolio tamo da napravim kuću. Zaposlen bih u Maslodajna, prvi pomoćnik magaciner, posle rukovoditelj me stavio u menza, poradi fudbal dobio dozvola, poradi fudbal me zaposlija, poradi fudbal završiv srednja hemijska i taka ubavo završiv. Ima ponudi ja uše kao pomlad u Tetovo, u Teteks i mnogo pati tamo ko čidam mi prefarluje ja, a kako Nikolov ti ostana u klubu, što vide tamo už. I rekao, se zaposli, kuća napravi, svega ja dodam dopravo nekade, ne vredi. Posle toga poleka se oženi so ženava što mi je, ona studiraše, ja dočekam da završi. Ja zaposliv i neđe, i tuka možem da kažem deka u hemijska, koga završi, odmah ja zaposliv za 2 dana. Inače i toga teško beše ja te zaposlat, sve so vrski beše. Imaše neka profesorka, žena tekstilen smer je tehnolog, a ta što predavaše isto nemaše završeno uše nekoj ispiti i otidov tamo u biro, to odmah neđe ja napuštija, a na ženava i pratija od svilera da raboti, za vada da nema napuštat. Vikam neka odi ona u svilera, ženava ovde kad će raboti u hemijska. I to mi pomogne fudbalut. Odmah se zaposli i si ostane u hemijska do penzija. Ja sam Jose Nikolov, fudbaler na FK Borec od 17 godini do 37 godini.